Денес во 7 часот започнува државното првенство во бодибилдинг. А еве како изгледаше нашиот викенд во Скопје. Џабе е тренерот, не го бил. Здраво на сите, денес за прв пат снимаме влог, поточно ќе пробаме да снимаме влог. И чо, кај одиме? Денес одиме во Скопје да го гледаме државното првенство во бодибилдинг. Така, ова е нашето прво YouTube видео на каналот после повеќе од година дена, така да уживајте. Не, ни брзани не. Ето, кога што гледате, нашиот другар Јован не го бива за планирање. 1 сат касни прво, 1 сат касни. Второ, кифли не зема, ќе умри овде за јадење. Вчера во 11 сато си легне, аз во 11 на работа. Јас си го планирав денов многу порано, а тој не знам си го планира денов. Ајде да ме појадем. Ајде. Сгазнав змија. Не намерно. Не намерно. Греалата мора животно и шоака. Ја сгазна бившата. Чувајте. Чувајте природата, чувајте природата. Ете сме Црна река. Тоа ќе ајме малце. Јас сум на кат. Малце појќе ќе јадам. Тој ќе ме гледа. Заклучам хорова. Ај, зато. Мустанго. Само конче му фали. Е добро ден, но конче знак че ќе купам во залепен. Еден билдерски оброк малце, попатно. Омлет. На здравје. На здравје. Вчера на нашиот Инстаграм профил на стори кладовме Q&A, а сега ќе ви одговориме на неколку од вашите прашања. Прво прашање: совети за луѓе што прават секако што треба, но не можат да намалат килограм или сало. Ако правиш секој што треба, мора да намалиш на килажа, односно на телесни масти. Најчеста грешка што луѓето ја прават е тоа што не бројат калории. Доколку броиш калории, точно ќе знаеш колку калории имаш внесено во денот и ќе ослабиш. Одиме на наредно прашање. Колку калории е минимално за човек од 60 кг кој сака да зголеми тежина? Најчесто, без разлика на вашата телесна маса, 200 до 500 калории дневен суфицит се доволни за покачување на маса. Наредно прашање. Мислење за ејджинг. Дали треба да се оди во теретана кога си тинеџер? Одговорот на ова прашање е да, посебно кога си тинеџер. Бидејќи сите имаат бенефити од одење во теретана, посебно младите луѓе, кои се уште се во раст и развој и нивните мускули треба допрва да се развиваат. Дали е подобро 3 серии или 4 серии со 10 повторувања? Без разлика на бројот на серии, најважен фактор е интензитетот кој ние го внесуваме во тие серии. Тоа значи дека со една серија со висок интензитет можеме да изградиме повеќе мускул отколку 4 серии со само бројање на повторување и кога ќе стигнеме до 10, тоа застануваме сега. Значи најважно е да го следите интензитетот, а не бројот на серии. И едно за крај, додека правиш катинг, дали се користи креатин? Бенефитите од креатинот ни се најпотребни кога сме во период на дефиниција или кат. Сите тие бенефити за издржливост, сила, подобро поравување, како што кажав, ни се најпотребни поради тоа што сите овие работи ни се намалени кога сме во калориски дефицит. Затоа не го отстранувај креатинот од твојата листа на суплементи кога си во период на дефиниција. Бегнуваш пут, не знам, нитно можат сите коли без преслан да врдат. Да. Само што пристигнавме Скопје, Нормално, одма да допнем теретана.
ќе кажеш за ова? Ништо брат. За џабе е тренерот, не го бил. Не знаме ништо. Добар тренинг. Малку морни од патова, дисциплината е број 1. Порно лош тренинг, Имавме добра пумпа. Малку чудно ни ве справите. Нормално новата реда не може да се навикнеш, ама сепак поминавме супер. Што се стегаш мора да. Доста се стегаш, му вика човекот. Чеј грб. Се гледаме вече на жабна. Ќе го во лифтот. Ни заглаве лифто, деца. Не, не. Оде, добро е. Ајде. Се треси. Ако умриме, брат, ќе има контент сигурно. Лайк. Ако оставите коментар, побрзо ќе оди. Ще два спратиме, молете се за нас. Бо, слушај го како обича да излега побрзо. Кај да излезе, бе, брат. Да излега, бе. Вака треба прави? Да. Сигурно вака треба прави? Излег, бе. Излег, бе. Стигнавме. Дай, латосимус. Знаеш дека ми не цел пат јас овде ќе му влезев? Не си нормално. Hello. It's me. Право. Си го повтори. Право. Чек. Право, лево. Ова е по скалите, првата десна. Почна ти. Брат, главните последни идат. По скали не леч, бе. Ова е без скали. Да набина ќе. Реден број 22, Александар Стојменов, фитнес, бодибилдинг билдер, Скопје. Апел за нашиот тренерот, што ова се широ и нормално да се случуваат вакви работи. Благодарам. Нека се повлечат на преварувачот. Физик Тинс до 19 години и Физик Тинс јуниори до 23 години. Победник во оваа категорија Илија Божинов, билдер Скопје. Победник во оваа категорија Дарио Тројковски, атлета Скопје.
23 Драган Стојчевски, Билдер Скопје. Што прекавам? Секој со маките. Мора се булка врата. Јас кога се го јади бе ова. Во категорија Бикини Велнес Фитнес, победник Мерија Киевска, Магнус Скопје. Понесам изпит зеро, брат, и всеки зел на тесто се получим, кој ќе прекарам за 2 недели понапред. Доаѓам ќе обидувам. А тоа таму се дружиме назад. Ова организацијата се нема да учествува. Ден 2, што туку станавме, иако е 2 сата на ручек. Вчера заврше државното првенство и малку прошетавме по светот низ Скопје. И сега ќе одиме да јадиме и да дајме мислење за вчерашното државно првенство. Само што пристигнавме во ресторанот, и ете како што можете да видите, порачавме за јадење. А сега ќе дадеме нашето мислење за вчерашниот натпревар. Како прв печаток од натпреварот е тоа дека имаше многу помалку такмичари од ланските натпревари, но за разлика од ланските натпревари имаше повеќе такмичари во категоријата класи, отколку бодибилдинг. Лани мислам имаше само неколку и немаше голема конкуренција. Кондиционирањето, исто така како позирањето, е еден од најголемите критериуми кои го користат судиите за донесувањето на нивните одлуки за победник. И нормално се заприметуваше кои такмичарите имаат подобра дефиниција, а кои полоша. Еве однос на критика за целиот настан, а тоа е дека светлото на сцената беше лошо. За разлика од прошлите години, во салата Јане Сандански, каде што светлото беше каде подобро од ова што сега. И светлото е многу битно, каде што такмичарите ги прикажуваат нивните мускули и нивна дефиниција. Да викни ми најдобри лифти. Тука е нормално. Иначе ова е најспориот лифт што сум бил во него. Тоа е станало и тоа е. Нормално да е пати да се наполучи. Ајде бе. Тука е, на ние го користиме, сме јас поточно. Но, нула. Знаеш дека цело време се снимав до години назад? Браво. Ај влегувај се напред. Дечки, доставаше од Скопје, време да се вратиме назад во Битола. Ајде.
И стигнавме до крајот на видеото. Како прв влог на каналот, потребно ќе ни е ваше мислење за идните видеа. Да следете на сите социјални мрежи и очекувајте уште подобро видео за наредниот надпревар Пајло Класик. На Пајло Класик!